Колега Станковиќ, јас искрено очекував во цело парламентарно мнозинство, барем некој друг пратеник да се јави и да ја брани ова лошо склопена резолуција, затоа што токму вие можеби пред помалку од една недела рековте дека нема потреба за никакво гласање од резолуција во ова собрание, затоа што тоа е непостоечка тема. И вие веднаш после под притисокот на јавноста ретериравте и за да ја поклопите нормално секоја тема која е од страна на опозицијата. И меѓу другото, вашиот единствен аргумент со кој треба вие денес тука да не убедите е дека премиерот Мицкоски ветил. Но ако за вас секој збор премиерот Мицкоски што ќе го каже е релевантен, тоа апсолутно не важи за нас и ние го имаме целоснот легитимитет да имаме и тоа како скепса и дилема за она што го ветува премиерот. Јас апсолутно се сомневам во изјавите на премиерот и тоа не е затоа што јас доаѓам природно од опозицијата, туку затоа што тоа го покажува емпиријата. Впрочем, вие во опозиција бевте едни од главните протагонисти против криминалниот договор на Бехтел и ЕНК. Вие бевте тие кои викавте дека ќе го декласифицирате тој договорот со Бехтел и ЕНК. За сега вие ниту да го декласифицирате, туку и ревносто да го продолжите онаму каде што застана СДСМ и затоа од нас кај нас природно од тука доаѓа скепсата. Вие викате дека премиерот Мицкоски рекол дека нема да влезе ниту еден мигрант во оваа држава. Премиерот Мицкоски рече и дека ќе го врати мандатот ако изговори Северна, па не го врати. Премиерот Мицкоски рече дека ќе си даде оставка ако агенцијата Рубикон има била каква поврзаност со вашата партија, па премиерот Мицкоски не си даде оставка, така да апсолутно ние имаме целосен легитимитет да не веруваме во неговите најави дека ќе понесе политичка одговорност доколку се покажат спротивни тврдењата за мигранти, затоа како што впрочем и видовме во минатава година и пол, ние не видовме никаква политичка одговорност за сето вие она што го говоревте во опозиција, а сега ревносто го продолжувате, дали со Бехтел и ЕНК, дали со Бугарија, дали со Северна.